Кисинџер е најголемиот веројатно дипломат на 20 век. Претходно имаше други, тој јас мислам дека неспорно е најголемиот дипломат на 20 век. Иако некој го обвинуваат за војни вамо тамо, човекот сепак е величина. И тој има напишано во неговите мемуари. Во 1971 година почнува војната меѓу Пакистан и Индија. Односите, Индија е блиска до Советскиот сојуз, Пакистан е близок до нив. Они имаат договор со кој се обврзани да му помагаат на Пакистан во случај на војна. Не сакаат, пишува Кисинџер, не сакаат да ги рушат односите со Индија и не му помагаат на Пакистан. И вака вели Кисинџер. Во ситуација кога договорните обврски што ги подпишале со Пакистан и интересите на државата се конфронтирани, нема обврски, вика, договорни, само интереси има. Ево го нашиот одговор. Ние сме направиле катастрофална, предавничка. Тој што го подпиша договорите и од нивици, и од за непријателство, и протоколите, тоа се предавници на оваа држава, разбирате. Значи, тие ја предале државата. Ние не мораме нив да ги почитуваме тие договори. А да се разбереме, таа власт беше донесена со единствена. Никола Груевски беше срушен во класичен државен удар организиран од странство. Класичен. Ги донесоа тие, да не речам што, имам тешки изрази, али ќе се воздржам, ги донесоа да направат, да ја прекаса државата. И народот, сваќате. И му дозволен на поранешниот премиер, како што спомнавте, не е во ГПЕК сигурно, или ви мислите во ГПЕК? Не. Тоа е све организирано. Тоа е све организирано. Така да, тоа е неспорно, разбирате. Неспорно е тоа дека Игел Бергер, кој беше врвна политичка личност на Америка долго време и пријател на регионот, беше амбасадор во Србија, беше и така натака, и на Македонија пријател, он има изјавено: никој не може да ве прекрсти без ваша согласност. И тоа е факт. Може некој да каде нема таков светски суд, разбирате, осуда да го промени животот, нема, разбирате. И сега се вратиме на вашето последно прашање. Подсетете ме што беше тоа за... Да, какви се шансите и дали постојат воопшто шанси некоја наша идна генерација името да не го врати, кога ние го дадовме веќе? Видите. Ние го жртвувавме, ние покажавме дека ништо не ни е свето. Соединените американски држави. И не влеговме во Европска унија, а тама ни да влезевме пак ќе беше преголем залак за да го дадеме името. Не. Да влезевме, кивавме некоја утешна награда, сега нема никаква. Влегувањето во НАТО е де факто за Македонија погрешна политика. Дали беше неизбежно и свели со таква цена? Да немавме таква цена, можеме да влеземе, али сега со овие милиарда евра годишно што треба да ги плаќаме за одбрана, мислам дека покажува дека е катастрофална грешка. Али да се вратиме на ова. На името. Значи, на името. Значи, Соединените американски држави, најголемата светска демократија, помногу што импресивна и така натака, велам, јас се критикувам нината надворешна политика, меѓутоа Соединените американски држави се врв на светот. Во музиката доминираат, во филмот доминираат, во технологијата доминираат, во све доминираат. Тоа е едно општество кое навистина е супер пример. Сега ме збунивте малце. Не, во надворешна политика катастрофа. До катастрофа. Поготово однос на Македонија е катастрофа. Соединените американски држави го подпиша договорот за климатските промени во Париз, на ниво на председател. Се повлекоа од договорот. Го подпиша договорот за нуклеарната енергија на Иран. Се повлекоа од договорот. Ама тоа се Соединените американски држави. Ама чекајте сега, тоа се политичари. Ако нашите политичари се да извините мочковци, извините на израз, тогаш нормално, а тие се херои, тогаш ќе не газат, разбирате. Имаме ли ние херои за да го вратиме? Тоа е друго прашање. Значи, имаше уште третара тако, подпиша американците економски договор транспацифичко партнерство со 12 земји, разбирате, ТПП. Се повлекува. Значи, договорите, и Де Гол има кажано, меѓународните договори се како младите моми и розите. Траат доека траат.
после тоа, нели така, момите остаруваат, розите овенуваат, значи и договорите не е ништо трајно, разбирате. И ова што го кажам за Кисинџер. Ние мораме да го да се повлечеме прво од договорот од вториот протокол. После тоа ќе одиме понатака. Се има решение. Знаете ли вие дека Албанија имаше подпишано договор за границата со Грција? Берише го подпиша. После 10 години Уставниот суд на Албанија го поништи тој договор. И уште нема решено тој проблем. Доволно е едната страна во нашиот случај да го поништи договорот. Ама се повлекува, разбирате. Нашата страна само. Со нота, со една нота. Македонската страна може да ја прати на Грција. Ве известуваме дека македонската собрание, влада, министерство, разбирате, тоа се види кој начин и како. Заклучи дека договорот од Нивици е штетен за долгорочните интереси на македонскиот народ, е спротивен на уставот, ти подпишуваш договор за промена на нашето име со некоја друга држава. Па треба си блесав, треба си идиот. Тоа го кршиш уставот на еден класичен начин, разбирате. Дека тоа представува кршење нашиот устав, дека вамо тамо и Македонија ви известува дека од денеска се повлекува тој договор. И праќаш писма на сите тие држави 150-160 што те признале, праќаш од денеска ние не сме веќе Македонија? Тоа не е понижувачко, тоа е срамно. Тие држави не признаа нас како Република Македонија, со тоа што се конфронтира со Грција, се конфронтира со Америка, се конфронтира со Брисел, така натаму. И ти се викаш, ти кажеш, не ми викаш ни фала, веројатно, разбирате, вика, извини, ние се речеме се прекрстиме, а вие сега што сакате правите. Смешно, бе. Така да, од се, вика дека договорот од Нивици е непроменлив. Таков договор нема. Иако нема клаузула за поништување, разбирате, со една нота ти го дезаврши договор. А договорот со Бугарија за непријателство има 14. Они велат пријателство. Ама како пријателство? Ти да подпишеш договор за пријателство со држава која вели дека не постоиш како народ, јазик, историја, треба си ненормален. Нормален човек не го прави тоа. Тоа направи нашите. Не може. Нормален човек не може, разбирате. Ако комшијата ти фрла ѓубре преку оградата, ти ќе му одиш на слава? Нема да му одиш на слава. Добар ден нема да му кажа, нема да му. Како добар ден кој ќе го видиш, одиш на другата страна на улицата, разбирате. А ти со него подпишеш договор за добро соседство. Ненормално. Тоа не го прават нормално. Се извинам, но колку и да е смешно, вистинито е. Не, тоа е жалост. Само што... А бидејќи е и смешно, дај да го земе како смешно. Комедија. А дали гледате, например, во нашиот сегашен парламент, партија што да би дошло на власт, би го вратила нашето уставно име? Видите, сегашната партија, сегашната власт, реториката... Нема такви... Видите, реториката им е одлична. Значи, на бугарите ги натерава ќош. Ова се случи во Европскиот парламент, иако тука има разни мислења и опозицијата наша, фала Богу, критикува и така натака, тоа беше извонреден настан, бидејќи, знаете, светот не знае што се случува меѓу нас и Бугарија. Тоа беше една елаборација на случајот, една, да речам, промоција на случајот и беше тешка шлаканица за Бугарија, иако на крајот не помина тоа што требаше. Само тога се посрамоти Европа и покажа дека тоа не е бугарска политика, разбирате. Да беше Бугарија и да не беше Америка за нив, тоа немаше така да се случи. Велам, тој и ја разоткри комплетно анатомијата на целиот случај, сваќате. И ако не беше тако нешто, требаше да го измислиме. И ова сега што бараат резолуција заедничка, велам, во Бугарите, тоа не доаѓа во предвид, тоа е спротивно на суштината на бугарската надворешна политика. Значи, ама ти ги тераш на чистина, разбирате. Така да, и нашата опозиција пак тоа го критикува. Не сваќа дека тоа е, меѓу нас кажано, тоа е де факто провокација. Ти ги провоцираш да ги стераш на чистина, да кажеш што сакаат, а ние сите знаеме што сакаат, дека ние не постоиме, разбирате. Кажете ми, дали е случајно што еве токму сега
што во случајот во времето на СДСМ и не беше случај. Токму сега се појавуваат европратенички кои се од друга држава, кои велат дека се македонки, дека ги бранат нашите извонредна беше. интереси. Дали можеби ние како македонска држава, дали тоа е, вие сте дипломата, дали тоа можеби ние сме направиле нешто на дипломатски пат за да се појави токму сега некоја таква? Дали е возможно тоа? Не да е возможно, тоа е начин. Јас ќе ви кажам што правеше Косово на почетокот кога уште немаше прогласена независност. Ги купуваше сите представници на ОПСЕ. Ги купуваше. Им местеше женски, им даваше пари. И тоа е политика. Тоа е политика. Сервер, познат е тој сервер, како му името, сега не знам, од Џон Пофок, каде тамо од Америка, аналитичар кој го знае брата. Јас имам доказ негов дека 10.000 евра му дале во една прилика албанците од Косово. Имам доказ, кај што он во Конгресот мораш да ги пријавуваш тие работи. И јас од таму го имам излечено, прифаќа дека примив 10.000, не знам, за вамо тамо. Зашто? За лобирање, разбирате. Така да, тоа се гради мрежа, затоа се инвестира. Јас ќе кажам, имавме еден во Брисел, Жан Волф, напиша книга која е објавена во Париз, Ла Маседоан Дешире, Расчеречена Македонија. Извонредна книга, анализа. Дојдеше кај нас, му помагавме јас едно време, кусо време во поранешна Југославија, позаимен од Белград, во секретарот за информации, и тогаш работев на тој случај, разбирате. И таа книга, разбирате, во цел свет беше продадена, пласирана. После тоа нашиве сакаше да дојде на Струшкевиче на поезијата, викаме немаме пари, му велат. Тој да пишуваше за Бугарија, вила ќе му дадеа на Црно море. Вила ќе му дадеа. Велам, такви работи се. Па во моментот кога најмногу беше загрозен нашиот јазик, ние затворивме 2-3 лекторати во странство. Ние ги затворивме. Добро, кажете, мислам, Тоа покажува дека нема стратегија, нема политика. Насмејам. Тоа што покажува? Незнаење или можеби исплашеност, ние сме мали, ние не можеме ние до тука. Што е тоа? И незнаење, и непрофесионализам, и корупција на некој начин, разбирате. Нашите луѓе ги подкупуваат, да знаете. Пак објавија сами грците дека за околу името потрошите 150 милиони евра. Објавија грците, официјално. Тоа после тоа Кодзијас го негираше, ама има официјални потврди дека 150 милиони. И знаете, нашите новинарчиња, политичарчиња, сите имаат земено на еден или директен начин. И знаете, да земеле големи пари, јас би им простил. За ситни пари се За ситни пари. Ти за ситни пари ја продаваш својата држава, своето достоинство, својата историја, своите предци ги предаваш на крајот на краиштата. Кажете ми, надворешната политика на Македонија во моментов, како ја оценувате, каде грешиме, каде сме добри, дали имаме дипломати од кариера како во ваше време или нема? Мислам дека во целина дипломатијата е слаба. Ние да се разбереме, ние во 15 на представништва немаме амбасадор. Во Америка немаме амбасадор. Тоа е саботажа на некој начин. Ја не знам сега што чека новата власт, разбирате. Што чека новата власт? Го вратија, мислам дека. Не знам, или во Вашингтон имаме, од Њујорк го вратија, сам се повлече уствари, али јас мислам дека и во Америка немаме амбасадор, јас мислам. Не сум сигурен. Он вели сам се повлекол. Не, он сам се повлече, тоа е факт, ги зафркме уствари. Они има криминал, човекот е криминален по многу што разбирате. И има аргументи и он свати дека они уште кога го пратија, рекоа дека ќе го вратат чим дојдат на власт, така да тоа не. Добро, ако има докажано криминал, зашто не го? Наводно ќе нас оди на брзина, разбирате. И тоа е све измешано. Едните имаат влијание тамо, ако даде ово обвинителство, во судство, така дека нас. Значи не е бас јајна надворешната политика. Видите, надворешната политика моментално, вокабуларот кој го користи власта извонреден, разбирате, прв пат ние почнавме да се конфронтираме и да кажуваме што треба, што не треба, што е прифатливо, што не е прифатливо. Меѓутоа, ценам дека и велам, фали стратегија. Знаете, ако немате стратегија, ќе се вртите во круг.
тие знаат, знаете, зашто вика пропадна Горбачов во Руската Федерација, вика знаеше што не сака, но не знаеше што сака, разбира. И нашиве се отприлике, и да знаете, на времето што американците неколу околу името на кој беше Груевски велеа, гледаме што не сакате, кажете што сакате. И Груевски грешеше, што не кажуваше, што